Христијан Мицковски не отстапува од намерата да го спречува членството на Македонија во НАТО и во Европската Унија. Колку што Македонија е поблиску до остварување на генерацијскиот сон на нашиот народ, толку понервозни стануваат Мицковски и антизападното раководство на ВМРО-ДПМН. Тоа е типично деструктивно однесување на антизападните пиуни. Мицковски и антинародното раководство на ВМРО-ДПМН имаат само една цел – да предизвикаат тензии, омраза и насилство, преку кои ќе се обидат да ја блокираат иднината на Република Македонија. Мицковски работи исклучиво по директива на неговите шефови, кои се противат на успехот на Македонија и со тоа ги загрозува највисоките државни и национални интереси, а тоа се членството во Европската Унија и НАТО. Мицковски денеска потврди дека стои позади анти-НАТО и анти-ЕУ протестите на кои се повикува на насилство, се шири говор на омраза и се действува деструктивно. Мицковски стои рамо до рамо со антизападните пиони Бачев и Петровски. Но тој самиот знае, исто како што знаат и сите граѓани, антизападната агенда во Македонија не поминува. Македонија расчисти со изолацијата, омразата и гроевизмот. И граѓаните и пратениците се уверени дека иднината на Македонија е во Европската Унија и НАТО, преку прифаќање на договорот од Преспа. Мицковски нема да ја блокира иднината во Европската Унија и НАТО. Нема да успее да го попречи напредокот на Република Македонија. Граѓаните да останат смирени и да не подлегнуваат на провокации и сеење омраза. Граѓаните да бидат спокојни и горди. Македонија оди напред во Европската Унија и НАТО. Македонија станува глобална и напредна држава. Ви благодарам. До кај се преговорите со описала има информации дека нема договорени на Договорите, преговорите траат. Очекуваме по завршување на состаноците да има официјален став и од председателот на СДСМ Зоран Заев и премиер на Република Македонија. Дали островите пратеници од ДПМН исклучени од коалицијата за положба на Македонија се засаднуваат дека нема да гласаат доколку окупацијата барањето за вресата за државјанство? Почнувајќи го овој процес, отворивме ново поглавје во Република Македонија. Интеграцијата на Република Македонија во Европската Унија и НАТО треба да бидат наш главен мотив при гласањето. Јас очекувам дека сите пратеници, без разлика од која политичка партија доаѓаат, без разлика од кој етникум доаѓаат, без разлика на нивната верска определба, ќе се издигнеме над нашите партиски интереси и конечно ќе ја поведеме Република Македонија на прав пат, а тоа е она што значи национален консензус околу интеграцијата во Европската Унија. Праксата го кажа дека не е така. Закон за амнистија, изменен криличен закон и прифаќање на барањето на села и така натаму. Конкретно, дали би се заканувале дека нема да продолжат преговарањето за држава? Нема никакви закани, барам јас немам ништо слушнато околу закони кон нас, доколку се усвои нешто. Има до 80 пратеници? Јас сум оптимист дека ќе имаме и над 80 пратеници кои што ќе гласаат за конечно завршување на овој процес и Македонија конечно да тргне силно да чекори на патот кон Европската Унија и НАТО. А во моментов? Во моментов имаме пауза до 16 часот. Ние сме оптимисти дека потребното мнозинство од 2/3 од колегите пратеници ќе го поддржат процес.